Заборавени од државата една година во мизерни услови, без струја преживуваат македонците од Мала Преспа, сместени во некогашното одморалиште Царина во Отешево. Тие почнаа да се иселуваат од руинираните и напуштени објекти за кои никој не води грижа. Евана им ја исклучи струјата за годишен долг од 72.000 евра. Како може 15 луѓе кои немаат елементарни услови за живот месечно да трошат толку струја, вели 75 годишниот Коста Цветковски. Абе 6.000 евра вика тој директор, ви трошите струја и ја крадите, вели. Кој ја краде? Јас ќе крада струја таму. Јас му рекол вот, вие знаате струјата која краде, ме разбирате? Абе, тен ќе зема 13.000 јас. Значи, не 13.000 дали стасе за јадење или за чирија плашам 5.000, не таму. Толку. Тешко ми е, мислите, како ти сам човек? Не е то така. Десетината објекти од одморалиштето Царина, распослани на површина од над 80 хектари во Агенцијата за катастар на недвижности, воопшто не постојат. Катастарот ги збриша. Проблемот воопшто не е наивен, вели градоначалникот на Ресен Јован Тозиевски. Тие беа дел од една од мега аферите во Преспа, која се викаше Аквапура и слично. Јас не знам под кои услови во 90-тите владата склучила некаков си договор за примање на бегалци. Транспорт и врски треба да се произјасни дали во 2014 година го укинал урбанистичкиот план на целата обала на општина Ресен, на околу Преспанското езеро, и ние, вака ако ги гледаме работите, тоа е градежно земјиште, но урбанистичкиот план е укинат во 2014 година, што значи фактичката состојба е дека земјиштето е на рама. Од 2006 до 2022 сметките за струја ги подмирувало предпријатието за стопанисување со станбени деловен простор. Од таму велат дека од 7.9.2022 повеќе немале обврска да им ги сервисираат трошоците. Како досега со тие објекти до вчера располагал и работел СИЗОД за становање. Како ги акумулира долговите? Ние, ева, ако сме општини, ако тоа е наше, зошто ни една сметка за струја не дошла во општината, во општинската зграда? Трансформаторот за струја е собственост на СИЗО за становање. Тие со некоја си фамозна одлука на управниот одбор, нивни, се допишувале со Евана. Нејасно е зошто луѓето не биле навреме информирани дека од нив се очекува сами да си ги плаќаат сметките. Врвни експерти за енергетика шокирани. Велат 72.000 евра струја не трошат нити индустриските капацитети, а камоли 13 луѓе. Повеќето од нив во 8-та деценија од животот.